Екипата на телевизија Нова од скопската населба Ченто се упати на кај скопското село Стајковци за да видиме каква е таму ситуацијата. Меѓутоа, како што може да видите и позади мене, се наоѓаме моментално на обиколницата, што е буквално непрепознатлива од сите наноси и од сиот кал кој што се симнало до згора после страшното невреме вчера вечер во Скопје. Како што може да видите, буквално половина пат е срушен од над обиколницата. Неколку возила овде исто така се заглавени. Луѓето се сега за сега добри, се излечени се уште во текот на вчерашниот ден, вчера вечер. Овде се останати колите само. Инаку оно што го гледате моментално е малку расчистено од синокешната состојба. Синокешната ситуација била малку полоша. Луѓево се навистина биле испаничени овде кога ги затекло страшното невреме, пошто морале да ги паркираат своите коли таму каде што застанале и да очекуваат да дојдат екипи за да ги излечат. Како што реков, бевме претходно во скопската населба Ченто, каде што можевме да видиме и голема река која што течеше по улиците и која што буквално уриваше се пред себе. Можевме да видиме и урнат дел од патот, поплавени ниви, поплавени дворови, поплавени куќи исто така. Луѓето се сите надвор во своите домови, ги чистат, се обидуваат колку што можат да спасат, меѓутоа како што велат дека големиот дел од предметите и од покупнината, како и од домашните животи кои што ги чувале во дворот, ова е комплетно све уништено. Со мене го имам и еден од жителите на град Скопје кој што во посинокешното невреме останал заглавен овде тука со своето возило. Добар ден, господине. Добар ден. Кажете ми, каква беше ситуацијата вчера вечер? Многу драматична беше ноќеска ситуација. Што да ви кажам, не знам, заробени во возилата. Тука имаше камион, сите што бевме од колија, некој претежно се качиме во задниот простор на камионот, ни отворија, празен беше. Дурне се расчисти се околу со вода. Кога се расчисти, после почна полека да се расчистува, некако некој возил се врати назад. Моето остана заглавено, тука еве доја по возилото сега и чекам луѓе. Многу катастрофа беше, страшно. Имаше повеќе возила тука? Повеќе возила имаше, да. Сега ги имаат земја некој однесено назад, беше све заглавено, ова се е расчистено со багер тука што е. Иначе се беше нанос. До моето матиче беше целата ограда до него. Насип од камења, вода, унатре ми е цело направено и тоа, напред, крилото раскршено. Да, повредени некои? Повредени немаше, имаше со нека бремена жена, некоја излекувала кола, ја качија. Некој имаше со дете од свадба, што се враќале. И така, катастрофа. До еден и нешто останаме, после се повлекуваме, дали дошле некој, не знам. Пред тоа немаше ништо. Све сами се снаоѓа луѓето, полека се излекува, до кај отидоа, како отидоа, не знам. Ја после преку Рачиново отидов до Команово и после за Скопје. Јас ви благодарам што бевте дел од информативното издание на телевизија Нова, како што можевте да слушнете. Голем дел од луѓето во своите автомобили останале заглавени овде на обиколницата околу главниот град, што буквално е непрепознатливо од синокешното невреме кој што нанесе голем дел од насипи од камења, од кал и од вода овде на обиколницата. Исто така од МВР потврдија дека вкупно 15 луѓе се досега загинати, 6 се водат како исчезнати, а има и голем број на повредени. Се уште не се знае точната бројка за материјалната штета од синокешното невреме, меѓутоа како што може да видат и гледачите, ќе биде навистина голема материјалната штета.